Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за романот Тирза од Арнон Грунберг. Претпоставувам дека пред некои си 2 години слушнав за овој роман, прочитав одлични зборови дека е тежок роман, вознемирувачки роман, тоа ме заинтригира, меѓутоа едноставно го одложував читањето на романов се додека пред 2-3 недели не излезе на македонски во издание на издавачката куќа Илика, во вакво убаво издание. И плюс Наташа од Блен МК кажа дека ова е страшен роман, дека романиште, дека секој треба да го прочита. И веднаш што ми излезе го земав и не се сеќавам кога последен пат сум прочитал 500 страници за 2 дена. Претпоставувам дека читав толку, не знам, кога бев во средна школа и за време на летен распуст, кога имав многу време. Меѓутоа, да, точно надвор врнеше и беше викенд, меѓутоа и самата приказна е таква што ве вовлекува и ве тера, има таков квалитет, ве тера да не го оставите романот и да продолжите да читате. Има романи кои што кога ќе ги прочитаме, си мислиме, вау, колку убава приказна беше тоа, навистина убав роман. Или некојаш ќе прочитаме роман и може приказната не била толку добра, меѓутоа има ликови кои што се за паметење, има романи кои што можеби приказната не е добра, меѓутоа се вешто напишани, нешто се експериментирало, меѓутоа има приказни кои ќе ги прочитаме што прават нешто во вас, ве прават да не можете лесно да ги заборавите, нешто поместуваат во вас, ве провоцираат на мисла, предизвикуваат емоции и мислам дека Тирза е таков роман со таков квалитет. Арнон Грунберг е холандски писател, како што го реков, меѓутоа ова не е баш нов роман, тој го издал овој роман во 2006 година и во ова видео, значи, нема да го прераскажувам романот, нема да правам спойлери, ќе го дадам контекстот, ќе ги спомнам главните ликови, некои од главните теми и зашто мислам дека вреди да се прочита. Значи, романот почнува in medias res и го гледаме Јерген Хофместер, еден човек до своите доцни 50 години, 2-3 години пред пензија, работи во издавачка куќа и го гледаме како готви, со задоволство спрема во неговата куќа, во фино, убаво, средено, мало во Амстердам и се спрема матурската забава за неговата помала ќерка Тирза. Гледаме дека уште од самиот старт гледаме дека односите во семејството се комплексни, на некој начин се тешки. Неговата сопруга неколку години претходно едноставно си исчезнала, си заминала од семејството, па тој се грижи за двете ќерки и таа сега од ненадеж се појавува, се враќа дома кај него, буквално повторно со ист некој конфликтен однос, провокативен однос, тежок однос со него. Постарата ќерка веќе си заминала од дома и живее во Франција со нејзиното момче, додека неговата помала ќерка, која што му е миленица Тирза и нели од таму насловот на романот, таа планира веднаш штом заврши средно училиште да замине на патување со нејзиниот дечко, кој што мислам дека е по потекло мароканец, да замине на патување во Африка на повеќе месеци, не знам, да истражува, да помага некаде. И од тука почна приказната, меѓутоа од таа забава, од таа подготовка за забавата и од самата забава се има реконструкција на некои нешта од претходно, на односите помеѓу него и сопругата, нивните односи кон нивните ќерки и неговиот однос кон ќерките, на враќање и значи полека Грунберг ја гради приказната се до тој момент кога дојдат гости, се случува забавата и продолжува после некаде од прилика од половина роман, почна да се движи нанапред действието, нели, додека ќерка му се спрема да замине во Африка, за да некаде во последната третина, четвртина, онака романот буквално излезе надвор од контрола и станува вистинско лудило и баш онака со некои страшни пресврти и одличен крај. Кога човек ќе каже дека действието на еден роман е такво што не ви дава да го оставите, ние веднаш си помислуваме на секој поглавје завршува на клифхенгер некаков, па едва и чекаш да видиш што се случува во следното поглавје, меѓутоа воопшто не станува збор за такво нешто. Можеби при крајот. Со тоа што тука е најважно да се погледне главниот лик Јерген Хофместер, да се погледне малку подлабоко
под фасадата и во неговиот живот и под фасадата на оваа семејство, и може да се каже дека ова е роман на кој што го опишува распаѓањето на едно западноевропско семејство од некоја си средна класа. Значи, Јерген Хофместер е човек кој што има угледна работа некоја, иако после толку години открива дека всушност и не допринесувал на работа и не бил неопходен човек на работното место. Гледа дека контролата врз неговите деца, особено почнува нивниот живот да излегува надвор од контрола, и тој смета дека не може да разбере што направил погрешно, да неговите ќерки не тргнат по некаков пат кој што тој си замислува дека треба да го одат. Што тој е човек кој што едниот дел од куќата, едниот спрат од куќата го изнајмува, кој што е педантен и не дозволува да се тоцни со керија, така што не планира многу да вложува и цело време се грижи да ги обезбеди своите ќерки, значи вложува во некакви хедж фондови и трупа пари да ги обезбеди, нели, да ја обезбеди нивната иднина, значи се труди да биде добар татко, нели. Тој е човек кој што иако има на лице, се обидува да се прикаже, нели, како чесен човек, нормален човек кој што живее, сепак во текот на романот ќе видите дека излегуваат неговите и расни и социјални предрасуди. Значи, него му е важно во кој мало, во кој дел од градот живее, дека таму живеат фините луѓе, дека таму се убавите куќи, дека таму има мир и некакво спокојство во таа населба. Значи, во односите со другите и на самата таа забава, тој се труди да подготви умерена храна која што е добра, достојна за таква забава, да покаже лице, значи да не се наметнува, значи важно му е и со облеката и со однесувањето да не се наметнува премногу, од друга страна да не падне во сенка, значи да има вистински баланс, исто така, значи во однос на неговата сопруга, му сметат што таа излегува од некои норми, нели, очекувања кои што тој ги има за неа, или што смета дека се некои општествени норми кои што таа ги пречекорува. Не може да ги свати неговите деца, значи не може да го свати светот околу него, нели, иако на лице тој изгледа сосема како една нормална личност. Меѓу другото, во отсуство на неговата сопруга во тие клучни години кога таа треба да биде мајка на нивните деца, се создава еден вакуум и се создава еден нездрав однос помеѓу него и неговата помала ќерка Тирза, едноставно и некаде до средината на овој роман и за подоцна почна се едноставно да се тркалаат работите, да тргнат по удолница и да кулминира така приказната како што ќе кулминира. Оно што е интересно во стилот на раскажувањето на Грунберг е што раскажувањето оди лесно, оди едноставно, меѓутоа од почетокот до крајот оди со едно постојано темпо кој што создава една тензија. Дури во најобичните ситуации, дури во, нели, додека се спрема забавата или во разговорите помеѓу него и Тирза, помеѓу него и неговата сопруга, се создава една тензија која што оди од почеток до крај. И всушност има еден таков квалитет кој што ве тера едноставно да не можете да ја оставите. Самото тоа темпо, самиот тој скриени тивок интензитет прави да не можете да ја оставите приказната и да ве тера да продолжите да ја читате. Оно што на крај се поставува како прашање е колку тој живот на тоа семејство, нели, или таа слика, таа представа што ја оставаат пред другите, нели, особено Јерген Хофместер како човек кој што смета дека е пропер онака, дека го живее живот, се грижи за децата, нели, не ги оставил кога им било најважно, дека се труди да обезбеди за нив. Колку таа фасада, колку тој нели, нормален живот всушност е разједен од внатре, и колку разједувањето и колку корупцијата на една личност која што не се соочува со себе всушност и со своите најмрачни тајни или своите најмрачни страни, на крај може да ескалира, да речеме, во апсолутно лудило и во неочекувани нешта. И тоа прашање стои како еден тест и за нашата цивилизација и може да се постават тука многу прашања врз што почива
современото општество, врз кои вредности, врз не знам кои идеали и колку и кога нештата изгледаат совршени, всушност може да се разјадени и внатрешно корумпирани. За крај би рекол дека иако Тирза можеби не е некакво ремек дело, меѓутоа е сепак роман кој што предизвикува реакција во нас и мислам дека добрите романи тоа го прават. Да речеме, ме подсетува тоа на романите на Џон Максвел Куци, да речеме, кој што ниеден од нив не ме оставил равнодушен и нешто провоцира во мене, предизвикува емоции. И во таа смисла Тирза е роман за кој што не е лесно да се зборува и за да се доживее тоа чувство и треба да се прочита. Така што мислам дека нема да погрешите ако го прочитате овој роман, ви го препорачувам. Ако сте го веќе ако сте го прочитале, кажете ми го вашето мислење, што ви се допадна, што не ви се допадна, или откако ќе го прочитате, слободно искоментирате ми тука на YouTube, може да стиснете лайк на ова видео ако ви се допадна, subscribe на каналот, можете да ме најдете на Facebook и на Instagram. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!